Ovo. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. Znači ovako. 500.000 parno. 300.000 struja. 300.000 kredit. 100.000 evra za voda. 90.000 telefon. Значи 10 останува. Се прибра децата, дојдоа? Телефон. Тоа што не се прибрани не ме загрижува толку. Да. Колку писмената на Тања по македонски јазик. Писмената на Тања. Се знае петки и само петки. Ама тоа не е најважно во животот. И јас не завршив со 10-ка. На факултет на англиска кубо се снаоѓам овде, гледа се на телефон да останува 10. И само продолжи така. А нашето беше друго. Денес немаш ли петки по сите предмети, нема упис на факултет. Добро, да не реков ништо лошо. Не реков. Може и на Тања еднаш да се случи да дојде со слаба оценка, нели? Да се знае, после на крајот се петки. И Тања од секојаш била одличен ученик. Добро. Зборувај ти само така, зборувај. Па ќе видиме кај ќе ни биде крајот. Знаеш, Васко, се плашам да не ги расипе оценките. Пак ја сгрешив сметката заради тебе. Маја, ја знаеш она народната? Кадијата си ја знае работата, а народот од страна да не лае. Нека дојде Танчето, ќе видиме. Сега одново сега. Како може да бидеш така мирен? Јас имам некакво чудно пречувство. Тања во последно време беше некако загрижена, збунета. Абе, добро, ќе дојде детето, ќе видиме. Пак ќе сгрешам. Како ќе влезам сега дома? Ако тебе не ти се влегува, мене ич, мојата оценка е помала од твојата. Ма види, не е проблемот во тоа колкава е оценката. Проблемот е што тие се навикнати дома да носам само петки. Па ти една финта и оправдувањето е тука. Едноставно кажи им дека си имала лош ден или измисли нешто. Не. Тоа никако не. Токму вчера татко ми исполни едно големо ветување. Јас заминав на училиште со намера да го израдувам со оценката. Тогаш, кажи прво на мајка ти се разбира ако татко ти не е дома. Па со среќа. Тебе исто така. 300.000 кредит, 100.000 за телефон. Добар ден на сите. Добар ден, Тањичка. Одлично, токму на време. Само да ги измеам рацете. Виде. Здраво на сите, пак јадем, нели? Здраво. Остави. Кој те научил така? Зошто не влегуваш пристојно? Ајде прво оди пресоблечи се, измий се и потоа на софра. Ајде! Ти е сам. Така. Го пробаме специјалитетот на мама. Едно копчено. Пријатно. На здравје. Една супа ако не икеш, можеш веднаш да јадеш. Да. Одлично. Па како помине на училиште, Тања? Ти спраша ли по некој предмет, а? Тања, ги добивте писмените по македонски јазик? Па, како да се земе и ме испрашува и не. Како тоа како да се земе? Или ти испрашува, или не ти испрашува. Што има тука да се филозофира? Па, така знаеш. Добро. Колку пати треба да објаснувам дека не треба да се збора додека се јаде. Ајде, Тања, те молам, јади ке се олади супата. А за другото ќе разговараме подоцна. Ми се одјаде.
Што е сега, а? На писмената по македонски добив тројка. Ништо страшно камо јас да добив двојка на мојата писмена. И што беше утката? Ма видим, добро напишана работа, само темата е промашена. И само заради тоа ја обеси главата на ручекот, а? Мама виде како пламна да не ја спречеше тато, кој знае што ќе беше. И знаеш што, ако сакаш можам јас да разговарам со старите. Јас имам искуство, мислам, со слаби оценки и те работи. Тие ќе викаат, разбираш, ти ќе наведнеш главата, да, така, и ќе слушаш и се ќе се среди. Само мислам дека е подобро ти да разговараш со мама. Знаеш, таа пламнува во почетокот, а после ќе си падне така. Ќе му каже на тато и готово. Договорено? Договорено. Паковате некаков заговор против мене, а? Не, ништо, јас си бате само... Ајде, само храбро. Јасна е работата. Училиштето е во прашање, а? Прашањето е така малку принципиелно, знаеш. Да се биде или не, мислам... Ти да молчиш. Тебе никој не те праша. И те молам, остави не нас само со Тања. Добро. Да се вратиме на училиштето. Па, ти испраша ли по некој предмет денес, а? Испрашуваше нешто наставничката по биологија. Но јас само ги надополнував тие што не знаеа. По биологија? А по некој друг предмет? Нешто друго? Ма ништо кога ти вела мама. Тања, ти нешто криеш од нас? И? Ти успеа тактиката? Ништо не рече за писмената. А убедена сум дека денес треба да ги добијат писмените. Не ми е јасно, Тањичко секојаш била искрена со нас. Кога ќе ти биде јасно, ќе биде премногу доцна. Дома ли е Тања? Добар ден, Злато. А каде би можела да биде по ова време? Тања ми раскажуваше дека сте ги добиле писмените по македонски јазик. Ти каква оценка добија? Јас, знаете, само двојка, но овој пат наставничката беше премногу строга. Двојка? Што ти реков јас пред малку? Мене работите не ми се согласуваа баш најдобро. Знаев дека ќе ги добијат писмените по македонски јазик. И открили во што работа? Добила тројката, тоа е работата. Писмената била одлично напишана, но темата е промашила. А во наше време за таква работа се добиваше помала оцена. Зависи се од напишаното. А колку среќно отиде тој ден на училиште. Добро, па и на Тања може тоа еднаш да и се случи. Ти да не беше премногу грубо со неја. Не. Само ја прашав истото што претходно ја запрашав. И девојчето си кажа што си имаше да си каже. Таа ќе го кажеше тоа, таа ќе ни го кажеше тоа и без да беше оваа ситуација. Разбираш? Но ние треба да имаме доверба према девојчето и таа исто према нас. Таа секојаш била искрена спрема нас. Туку, Маја, ајде ти и јас да расчистиме нешто околу педагогијата. Колку пати треба да те опоменувам дека не треба да му се здадуваш на детето штом ќе влезе од врата со прашање те испрашували нешто на училиште. Тоа е не педагошки, разбираш? Се сикаш минатиот пат. Бре, не било педагошки. Големиот педагог. Па, ако некој во нашава куќа се однесува непедагошки, тоа си ти. Маја, престани да ме нервираш, да ти објаснам. Ти знаеш ли дека на последниот родителски состанок кога бев, се состанов и со психологот и тој ми даде неколку објаснувања и совети. Па ти не ми рече ништо за таков совет. Ти не ме праша? Како кога те прашав кога се врати од родителскиот, ти само климна со главата, промрмора нешта, рече добро е Маја, добро е, камо да е така и со Илчо. А за совети на педагог воопшто не ни спомна. Слушай да ти кажам. Тој мене она като ми го каже затоа што сме ние стари пријатели, се знаеме многу одамна, или слушај вас.
Најголема грешка кај родителите е кога ќе влезе детето од врата му се втурнуваат родителите и веднаш го прашуваат што ти спрашува на училиштето, знаеш ли по ова, знаеш ли по она, имаш ли домашна, само со такви и такви прашања. Тама на работа уште да не ги прашуваме децата што има за домашна. Како да не знае тој какви се денешниве деца. Ако не ги прашаш, тие па тие забораваат што појадувале, а камоли што има за домашна. Добра, ма тоа не е проблем со Тања. Ме разбираш? Треба прво да имаме доверба во неја. И не треба премногу да се радуваме за големите оценки. А исто така не треба веднаш да ги казнуваме заради слабите оценки. Разбираш, затоа што може да се случи во друга ситуација дето да прикрие вистинската состојба во училиштето како што тоа денес ти го направи Тања. Разбираш? Да. Убаво е тоа кога децата имаат доверба во своите родители. Убаво. Кој ќе ме провери домашната задача? Се едно. Дај јас. Момент. Да видам. Добро. Добро. Браво, си работела долго. Одлично. Тоа е се за прегледање. Пред да ти се подпишам, мамичка ќе ми свари мене едно кафе, тебе сок ти сакаш. Добро. Ова е за пишување, а другото напамет. А мама може место сокче едно колаче? Кои колачни? Па, оние блакциња што ги правеше вчера. Може. Ама за да го земеш в рака и побргу да избегаш од дома? Не, Маја. Еве ти еден убав подпис, тато. Одлично. Само продолжи така. Домашната напишана, за утре научено. Чао на сите. Чао, сине, и немој да заборавиш куќата. Васко, заборави на педагогијата. Добро да детето заслужило. А јас реков онака нешто колку само да се каже.